Спасувањето на храната, како начин за спречување вишокот исправна и употреблива храна да биде фрлена во канта, наместо да стаса до оние на кои им е потребна, се јавува во бројни форми. Организирано преку банката за храна, хуманитарни организации, но и индивидуално донирање и ad-hoc иницијативи. Несомнено, тоа е позитивен тренд, кој нуди социјални, економски, па и еколошки поволности. Но се чини дека спасувањето на исправната и употреблива храна е само половина од работата. Втората половина е да се стигне до оние на кои им е потребна оваа собрана храна. Потенцијалните приматели на храна не се секогаш само бездомници или невработени лица. Тука може да се вбројат и дел од оние кои што се вработени, пензионери, самохрани родители. Тие едноставно во даден момент или долгорочно имаат ограничени приходи и треба да направат многу тежок избор за тоа како да ги трошат и оние малку средства што ги поседуваат. Потребни се нови тактики за подобри практики на локалните власти и на местната самоуправа, да допре и да ги идентификува потребите на членовите на заедницата кои се соочуваат или се во ризик од сиромаштија од глад. Градовите и граѓаните имаат важна улога во трансформирање на системите на храна. Новата урбана агенда, лансирана во Кито во 2016 година, ја трансформира релацијата на градовите и целите за одржливост. Инклузивниот и интегриран регионален развој може да ги адресира сиромаштијата, гладот, неухранетоста и нееднаквостите преку акции за подобрување на здравјето, адресирање на климатските промени, заштита на биолошката разновидност, а при тоа да обезбеди снабдување со одржливо произведена храна за сите. Вклучи се и ти, не само за идентификување на проблемот, туку и за негово поуспешно решавање. Како? Каде? Еве неколку идеи. Урбаните заедници се првата адреса за покренување на локална иницијатива. Банките за храна и граѓанските здруженија кои работат на полето сиромаштија од глад се добар партнер. Градинките и училиштата исто така. За исправната и неизедена храна да стаса до оние на кои им е најпотребна. Урбаните градини, покрај намалувањето на ефектите од климатски промени, може да користат и како дополнителен извор на храна. Бизнис секторот е потенцијален донор. Само активниот пристап овозможува остварување на убавите идеи, а работата го гарантира нивното реализирање.